Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги пријатели, добре дојдовте на ова проучување посветено на посланието до Ефесјаните. Денес ќе продолжиме со обработка на почетниот дел од посланието и ќе продолжиме таму каде што застанавме претходниот пат. Кај стих 5 од првата глава, каде читаме за црквата. Во оваа глава Павле вели: Отецот го направи планот за црквата, Синот плати за црквата, а Светиот Дух ја заштитува црквата. Во стих 4 пишува дека црквата беше дел од Божиот план и замисла уште пред создавањето на светот. Иако никој од нас не беше присутен за време на тоа планирање, сепак преку апостолот Бог ни дава до знаење дека црквата беше дел од неговите мисли уште многу одамна. На некои луѓе може би тоа не им се допаѓа, но мислам дека на таквите Бог им вели: тоа е начинот на кој јас ја водам вселената. Земи или остави. Патем, навистина сум му благодарен на Бог што не го остави одржувањето на црквата како одговорност на една личност или група на луѓе. Светиот Дух е тој кој ја одржува црквата во живот и затоа таа постои речиси 2000 години. Да беше тоа одговорност на група луѓе, претпоставувам дека црквата немаше досега да постои. Воз основа на стиховите кои ги читавме претходниот пат, спомнав дека Отецот направи 3 нешта при планирањето на црквата. Прво, тој не избра. Второ, тој изборе во Христос. И трето, тој не прифати. Тоа се 3 главни чекори поврзани со Божиот план за црквата. Патем, знам дека на некој од вас идејата за избор може да ви биде малку чудна и несфатлива, но денес тоа ќе биде една од главните теми на ова проучување, така што се надевам дека тоа што ќе го кажам ќе ви помогне да имате појасна слика за овој дел од христијанското учење. Претходниот пат го завршивме проучувањето баш кога наред дојде темата за Божиот избор и предопределување. Во однос на тоа, сакам да напоменам дека луѓето не се духовно изгубени бидејќи не се избрани, туку се духовно изгубени бидејќи се грешници. Односно, тоа значи дека луѓето се духовно изгубени врз основа на нивниот личен избор и не можат никого да обвинат за тоа. Кога Павле вели дека Бог ги избрал спасените, тоа не значи дека ја погазил нивната слободна волја. Секој човек има слободна волја и користејќи ја истата одлучува на која страна ќе биде, што ќе верува, како ќе живее и така натаму. Светиот Августин бил еден од оние кои силно ја бранеле идејата за слободна волја кај луѓето и рекол: ако луѓето немаат слободна волја, тогаш како може Бог да ги суди за нивните постапки? Мислам дека еден од најважните текстови поврзани со изборот и предопределувањето се наоѓа во посланието до римјаните. Може би ќе се сетите дека минатиот пат прочитав неколку стихови од Римјаните глава 9, каде Павле вели дека Бог не може да биде неправеден. Тој вели: што да речеме пак? Зар има неправда во Бога? Никако. Зашто тој му рече на Мојсей: ќе покажам милост кон оној што ќе го помилувам и сожалување кон оној што ќе го сожалам. За жал, има луѓе кои се надеваат дека ќе го добијат спасението поради тоа што практикуваат одредени религиозни обреди и ритуали, а има и такви кои се надеваат дека ќе бидат спасени само зашто прават добри дела и им помагаат на оние кои се во потреба. Иако овие нешта сами по себе не се лоши, сепак сакам да знаете дека таквите дела никогаш нема да бидат причината поради која Бог ќе ве спаси. Можете дури и да одите на богослужение секоја недела, но тоа нема да придонесе за ваше спасение. Бог ги спасува луѓето само поради неговата милост. Ако има некој кој навистина правеше добри и големи дела, тоа беше Мојсей. Но Мојсей никогаш не се осмели да му рече на Бог: слушај вака, Господе, ме знаеш ти мене многу добро. Знаеш колку голема жртва направив за да го извадам народот од робството. Така што, очекувам да ги слушнеш и исполниш моите молитви. Знаете зошто Мојсей не се молеше на тој начин? Бидејќи свати дека Бог ја покажува неговата милост на кого сака. Бог му рече на Мојсей: ќе се смилувам над оној врз кого сакам да се смилувам. Што значи тоа? Заклучокот на Павле се наоѓа во следниот стих каде пишува: и затоа изборот не зависи од оној кој посакува, ниту од оној кој трча, туку од Бога кој покажува милост.
Со други зборови, Бог на некој начин како да му каже на Мојсей: Мојсей, ќе ја слушнам твојата молитва и ќе дадам позитивен одговор на истата. Не зашто ти си познатиот Мојсей, човекот кој го избави народот од робството во Египет, туку поради мојата милост. Не те избрав врз основа на твоите дела, но бидејќи така одлучив. Јас верувам дека еден ден ќе бидам во рајот таму каде што е Христос. Но нема да влезам и да живеам таму поради моите дела, туку само поради Божјата милост која тој ја објави врз мојот живот. Да зависеше спасението од моите дела, јас никогаш немаше да го добијам. Многу добро се познавам и знам дека во моето срце има грешни мисли, дека правам грешни дела и кажувам грешни зборови. Но тоа не се однесува само на мене, туку на секој човек. Библијата вели дека сите луѓе се грешни и на сите им е потребно Божјото простување и спасение. Тоа се однесува и на вас. Библијата ви ја кажува реалноста таква каква што е, но исто така и ви дава до знаење дека Бог не ве оставил, туку ви нуди решение да добиете простување на гревовите. Јас сум убеден дека еден ден ќе бидам во рајот, но тоа нема да биде поради моите заслуги. Нема да биде бидејќи служам како проповедник, бидејќи сум дел од локална заедница или бидејќи сум крстен во црква. Сите овие нешта се голем благослов, но не придонесуваат кон спасението. Причината поради која еден ден ќе бидам во рајот е Божјата милост прикажана на крстот на Голгота. Јас сум духовно изгубен и грешен човек. Секој кој го признава тоа и бара милост од Бог ќе ја добие милоста во форма на спасение и вечен живот. Сите луѓе се духовно изгубени, но Бог им нуди шанса и можност за нов и вечен живот. Ќе го прочитам последниот дел од 4-тиот, заедно со 5-тиот стих. Слушнете што напишал апостолот Павле. Во љубовта, предопределувајќи не за посинување за себе, преку Исус Христос, зашто тоа му беше по волја. За некои христијани, зборот предопределување е еден од најстрашните зборови во христијанството. Грчкиот збор кој е преведен како предопределување е зборот проорисос. Во превод значи да се дефинира или да се одвои нешто. Кога Павле вели дека Бог не предопредели за да бидеме негови деца, тој всушност вели дека Бог не одвои за да бидеме негови деца. Овој збор отвара многу прашања меѓу кои дали тоа значи дека некои луѓе се предопределени за спасение, а други за пропаст? Сакам да нагласам нешто што е од исклучителна важност за оваа тема, а тоа е следното. Никаде во Библијата нема да прочитате дека некои луѓе се предопределени за вечна пропаст. Оние кои ќе ја доживеат вечната пропаст се луѓе кои ја одбиле можноста да ја прифатат Божјата благодат. Замислете ја следнава ситуација. Некој човек лежи на смртна постела. На посета му доаѓа доктор и му вели: еве го лекот, ако го земеш ќе ти излечи. Човекот го гледа докторот и му вели: не ти верувам. Болниот може да биде излечен од болеста, но треба да го земе лекот. Ако човекот не го испие лекот и умре, во извештајот на докторот ќе пишува дека пациентот умрел од одредена болест. Но, иако причината за смртта на човекот е одредена болест, сепак тој не сакал да го земе лекот и да се бори против неа. Како што докторот му дал лек на пациентот, така и Бог ни дал лек со кој можеме да се спасиме. Тој лек е за сите луѓе. Бог не е доктор кој им го дава лекот на некои луѓе, а од другите го сокрива. Лекот им е даден на сите, но секој треба да одлучи дали ќе го земе. Предопределувањето се однесува на тоа дека уште пред создавањето на светот Бог одлучил оти ќе ги спаси грешниците кои веруваат во неговиот син Исус Христос. Слушнете што напишал апостолот Павле во Римјаните 8:28. Се оди кон добро на оние кои го сакаат Бог и се повикани според неговата волја. Божиот повик важи за сите луѓе, но оние кои го слушаат и одговараат на истиот се дел од избраните и спасените. Во следните стихови Павле пишува: зашто оние кои однапред ги позна, нив и ги предопредели да бидат сообразни со ликот на неговиот син, да тој да биде првороден меѓу многуте браќа. А оние што ги предопредели, тие и ги повика. И кој ги повика, тие и ги оправда. Кој ги оправда, тие и ги прослави. Со други зборови, тоа значи дека Бог не само што предопределил дека луѓето ќе се спасат преку вера во неговиот син Исус Христос,
но тој исто така и ќе ги зачува оние кои веруваат во него. Ако на Бог му дадете 100 овци, можете да бидете сигурни дека нема да загуби ниту една од нив. Пред некое време разговарав со еден човек кој одгледува голем број овци и тој ми рече: "Искрено, јас би бил задоволен и ако ми преживеат барем 95% од овците. Ако можам толков процент од овците да ги однесам на сточниот пазар и да ги продадам, сметам дека ќе имам голема заработка." Мојот соговорник сакаше да каже дека дури и некои овци да бидат загубени или да настрадаат, сепак ќе биде задоволен што поголемиот дел од нив преживеале. Но Господ Исус не гледа така на нас. Ако една од овците се изгуби, тој ќе стори се што може за да ја најде. Залутаната овца е многу добра слика за тоа како некои луѓе се однесуваат во одреден период од нивниот христијански живот. Тоа не значи дека го губат спасението, но значи дека го губат заедништвото и општењето со Бог. Дури и кога ќе се загуби, овцата е се уште дел од Божјото стадо, но таа се наоѓа на многу опасен терен. Во Исаија 53:6 пишува: "Како овци ние сите застранивме." Тоа е нашата склоност и некогаш може да се случи да залутаме далеко од Божиот пат. Но, што прави Господ, добриот пастир, кога некој од нас ќе се загуби и ќе застрани од неговиот пат? Во параболата запишена во Лука 15, Исус вели дека тој оди да ја побара овцата, ја наоѓа и ја враќа назад во стадото. Со тоа Исус всушност вели: "Јас нема да дозволам оние кои се дел од моето стадо да застранат и никогаш повеќе да не се вратат. Ќе станам, ќе одам да ги барам, ќе ги најдам и ќе ги вратам назад." Замислете ситуација во која Господ Исус има 100 овци. Ако дојде ден кога ќе ги преброи и свати дека една од нив недостасува, тој нема да рече: "Претпоставувам дека таа овца се изгубила. Но што можам да направам во однос на тоа?" Ако овцата се изгубила, тоа е нејзина вина. Плюс, таа овца што фали секогаш забушаваше, така што не ни очекував дека ќе остане со нас до крај. Фала му на Бог што такво нешто нема да се случи. Јас сум навистина благодарен на Бог што дури и тогаш кога застранувам, тој се уште ме сака и прави се што може за да ме врати кај себе. Во Евангелието според Јован, Господ Исус вели: "Не загубив ниту еден од тие што ми беа дадени." Тоа првично се однесува на апостолите, но можете да бидете сигурни дека се однесува на сите христијани низ историјата на црквата. Тоа е второто нешто кое Бог го прави за нас. Во текстот пишува дека тој не предопредели за да не посини и да бидеме дел од неговото семејство. Посинувањето во тоа време било чин кога таткото му ги давал на синот сите права како наследник на семејното наследство. Кога стануваме Божји синови и ќерки, тоа значи дека сме духовно родени преку силата на Светиот Дух. Петар вели дека христијаните се како преродени, не од распадливо семе, туку од вечно преку Словото на живиот Бог, кој живее во сите векови. Токму на тоа мислеше Господ Исус кога му рече на Никодим дека мора да се роди од озгора. Станувањето дел од Божјото семејство е најголемата привилегија која може да ја доживее една личност. Кога сме посинети, тоа не значи дека сме само дел од Божјото семејство, туку и ни следуваат сите права и привилегии како Божји синови и ќерки. Тоа значи дека можеме да имаме заедништво со Бог и се повеќе да го спознаваме и да уживаме во неговата добрина, големина и убавина. Апостолот Павле во 1 Коринтијаните 2:12 вели: "Но ние не го примивме духот од овој свет, туку духот кој доаѓа од Бога, за да го знаеме она што ни е дарувано од Бога." Сето ова ни е овозможено преку жртвата и воскресението на Господ Исус Христос. Затоа уште на самиот почеток од посланието, Павле пишува дека овие духовни благослови ни се дадени во Христос. А која е целта на благословите со кои не дарувал Бог? Неговата слава. Слушнете што пишува во следниот стих. Апостолот Павле му дава слава на Бог за се што направи тој. Стих 6. За да биде фалена славата на неговата благодат, со која не дарува преку својот возлюбен син. Основата на христијанската вера и на христијанскиот живот е Божјата благодат. За неговата благодат ќе зборувам повеќе кога ќе стигнеме до втората глава од ова послание. Не само во Новиот, туку и во Стариот Завет една од главните теми кои се обработуваат е Божјата слава.
Откако го примаме Божјото спасение, ние сме повикани да живееме живот кој ќе биде за слава на Бог. А имаме и ветување дека еден ден ќе бидеме сведоци на неговата небесна слава. Во Јован 17:24 Исус вели: Отче, сакам и оние што си ми ги дал да бидат со мене, каде што сум јас, за да ја гледаат мојата слава што си ми ја дал. Зашто ме возлюби уште пред да се создаде светот. Бог ги прифаќа христијаните врз основа на делото на неговиот син. И ги прифаќа на ист начин како што го прифаќа својот син. Тоа е причината поради која ни е достапен влезот во рајот. Не бидејќи сме го заслужиле, туку бидејќи Христос го заслужи. Еден ден кога ќе застанам пред Бог, знам дека тој ќе ме пушти во своето присуство поради својот возлюбен син. Бог ги сака верниците исто како што го сака и неговиот возлюбен син. Од каде го знам тоа? Самиот Исус го изјави тоа. Јас сум во нив и тие се во мене, за да бидат во се едно и да дознае светот дека ти си ме испратил и нив си ги возлюбил како мене што ме возлюби. Колку прекрасна вистина! Тоа се трите нешта кои Отецот ги направи за сите христијани. Тој ги избра во Христос, ги предопредели да бидат дел од неговото семејство и ги прифати во името на неговиот возлюбен син. А целта на сето тоа е славата на неговата благодат. Тој ја заслужува славата за нашето спасение, бидејќи спасението е негово дело. Ова се најдобрите вести кои еден човек може да ги чуе. Токму затоа зборувам и сакам да зборувам на оваа тема. Овие вистини имаат поголема вредност од се останато што се проповеда во некои од црквите денес. Цврсто сум убеден дека ова се вистините кои треба да ги проучуваме и објавуваме, бидејќи му се потребни на овој свет кој е духовно изгубен. Следниот пат ќе видиме како Синот плати за црквата. До тогаш, Бог нека ве благослови. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.